Код. Клуч за вистината. Со Снежана Лупевска. Добро вечер со Код. 10 години потоа, Македонија се уште живее тензично на најмал меѓуетнички инцидент. Политичарите се оние истите. Некои ги увиделе грешките, некои пак велат дека не се каат за стореното. Сепак зборуваа за Код. Одби да учествува премиерот Никола Груевски, кој вели дека не зборува во вакви емисии. Рачиновската битка мислам дека е пресврт во војната во Македонија во 2001. Таму армијата не ја одигра својата улога онака како што беше договорено. Проблемот беше присуството на странски инструктори. Всушност, оние неколку дена кои беа оставени од страна на меѓународната заедница да покажеме дека ќе може да се справиме, ние не ги искористивме. Немаше цивили во Рачиново. 3 дена пред настаните во село Рачиново, сите цивили се исели од самото село. И ние ги пуштивме нашите единици. Полицијата требаше од левата страна, колку денес се сеќавам, армијата, специјалните единици, болците и шкорпионите од десната страна. Во моментот кога требаше да се чисти теренот, се соочивме со неефикасност и некоординираноста на армијата и полицијата. Кога беше преземена одлучна армија во која беше вклучени и хеликоптери на АРМА, кога видоа дека може да има жртви и по нивните инструктори, се појавија бели знамиња и бевме принудени да ја прекинеме акцијата. По 3 дена не беше завршена операцијата, дојде господин Солана и рече: ова веќе заличува на грозни. We're going to help politically, we're going to help from the security point of view. Попладнето веќе бевме викнати сите хитно на средба во Белви, која беше непријатна. Ни кажа дека ние не сме тука за да одлучуваме и да донесуваме политички одлуки, тоа да им го оставиме на политичарите, бидејќи јас и генералот Галевски, кои баравме, инсистиравме да се доврши акцијата до крај, бевме отстранети да присуствуваме воопшто во салата каде што беа разговорите со меѓународната заедница. Тогаш беше најбурна реакцијата да речеме Љубе Бошковски, кој инсистираше да продолжи операцијата. Зошто не ги оставија безбедносните структури да ја довршат акцијата? Кога настана конфликт вербален меѓу мене и Солана, бидејќи се дрзна да каже дека терористите треба да бидат префрлени со автобуси, но автобусите морало да има и клима уред, ја премина и онаа црта на толеранција, онаа црта на дипломатија, онаа црта на коректност. Од друга страна, веќе беше очигледно дека посредбата со Солана и председател Трајковски беше многу поумерен. Се случи нешто што навистина рефлектираше ништо друго она што го видовме пред собранието. Пред собрание успеавме да ги помириме луѓето, иако беше многу тешко, иако беше и мојот живот беше загрозен, бидејќи сите тргна кон мене и немаше простор да случајно да не се отвореше вратата или некој да не ја отвореше вратата на собранието. Денеска и јас ќе бев на другата страна на некој концерт на некоја позната звезда како што е Мајкл Джексон. Инсистира да преидат од другата страна на Вардар, да дојде до судир на битва за евентуално со нашите сограѓани албанци, што навестуваше дека може целата работа да излезе вон контрола и за среќа до тоа не дојде. Не се согласувам со сите оние кои вчера се обидоа Рачиново да го пренесат во Скопје. Иако имам разбирање за револтот на граѓаните, сите оние кои вчера го уриваа и кршеа собранието на Република Македонија, ја уриваа нашата држава. Господинот Трајковски има земено доста финансиски средства од Европската Унија, да има олеснувачи во овие разговори. До сега нив не ги видов.
доколку се разлекува работата, доколку не покажеме дека можеме сами да си ги решиме проблемите овдека, ќе почнат да доаѓаат рецептури или предлози или сугестии и од страна. Nous avons eu ce matin une première discussion sur le document que nous avions remis à chacun des chefs de parti. Cette discussion a été positive et intéressante sur chacun des points. What are the proposals? All parties are committed to working productively with the document, and so we're very pleased with the first meeting. Трајковски беше во многу деликатна позиција цело време, каде што мораше на некој начин да посредува и да балансира помеѓу Георгиевски како премиер, помеѓу сите 4 политички партии кои што учествуваа во преговорите и меѓународната заедница која што тука беше присутна. Во интерес на Македонија јас се жртвував улогата на владата и мојата лична улога само затоа што сметав дека работата на тој начин ќе се реши и ќе се рачисти многу побрзо. Меѓународната заедница само помагаше. И она условно речено кутрафа која не виде дека ние сме у тотални хаос као влада, која не виде дека ние можеме да се судриме и внатре, оние се влегува и помага. И мислам дека се најзаслужните што не доведа до Охридскиот договор. Во оваа држава мора да настапи мирот оној момент кога ќе се поразат терористите. We call on all parties to stop the fighting and to honor the ceasefire. And that fighting should stop to help the political process go forward. Правовремено беше тоа предочување од меѓународна заедница и соодветниот притисок врз властите на Република Македонија. Сите аналитички проценки, разузнавачки, безбедносни во тој период укажува дека со воена опција Македонија се растора за 3 до 4 месеци. И тука би сакал личноста на председателот Трајковски да ја истакнам дека он беше толку многу храбар, бидејќи најголемите притисоци беа од противниците на неговата политика, од оние субјекти кои што сакаат да го распалат огнот во кој ние денеска не ќе можевме да зборуваме во Република Македонија. Не може да побегнат од фактот дека сепак овој пат имаме создавање на нови талибанци од страна на западните демократии во рамките на Европа. Јас го добив вашиот мандат да градам мир и да обезбедам мир, спокојство за сите наши домови. Јас не го добив вашиот мандат да ви донесам војна. Вие бевте тој кој што во очите на меѓународната заедница бевте негативецот, а Трајковски позитивниот, веројатно имало судир меѓу вас. Со обидувањето на војната состојба, тој ќе беше врховен комендант, мојата улога како премиер ќе беше практично многу смалена. Тој ќе можеше во секој момент во војна состојба да ме смени од позиција премиер. Трајковски беше за политички договор, Георгиевски беше за сосема другата опција. Тоа е притисок од меѓународната заедница дека кризата не може да се реши по воен пат и дека мора да се подпише тој договор на кој мора да се сложат и сите македонски и сите албански политички партии. This is a very proud day for this country and for the parties in the Grand Coalition government because they have established an agreement which is historic. I hope they will have the opportunity to open a new page of the history of the relation between the country and the rest of the international community of peace, stability and prosperity. Јас ви нудам мир и затоа барам поддршка од вас. Определен сум за подолгиот, но сигурно единствено исправниот пат за трајно и долгорочно решение на нашиот тежок проблем. Ова војна криза е во главном од ендоген карактер, од внатрешен карактер. Тоа објаснуваме со некои напластени проблеми кои секој пат се рециклираат во македонската јавност, обварање на
промена на уставот на некои позиции. Свесни бевме, сигурно Ахмети не бил свесен на тоа. Една воена формација која нема политички чадор завршува многу лошо. После тие комуникеа, тие полека влегува во политичката агенда на албанците во Македонија. Али мораме да признаеме дека сите овие се резултат на некои некоординирани работи меѓу албанците. Unë jam optimist se kjo do të ndodhë, nga se për këtë marrëveshje kemi punuar dy palët. Jo, këto procese duan guxim, sigurisht ne na pëlqen që NATO të qëndrojë akoma. Mirë, po në kuadër të marrëveshjeve që kemi bërë edhe të dokumentit të Kornijës, ushtria shërbëtare kombëtare ka respektuar mendimin tim time që ne nuk duhet të kërkojmë që të jemi pjesë e negociatave të në Ohër. Mr. Ambassador, it's been a long day. We want to have a solution tomorrow, but it's very, very difficult. Директното прашање што го постави господин Пердју по кај председателите на четири партии дали се за разговори или не се и бараше одговор се или не се за разговори. Имаше една пауза на молчење малку подолга кај ДПА дали е или не, но на крајот рекоа да, се за разговори. Охридскиот договор е наша работа на ДПА, на врска, бити Дуи, бити господинот Ахмети. Успеавме и затоа сум горд денеска. Grupi kontaktit është përfaqësuar nga zoti Pjetër Fej, si përfaqësuesi i NATO-s, zoti Stefan Leme, si përfaqësuesi i Europës në tryezën e negociatave në Ohër, ka qenë zoti Partiu dhe Leotar. Mirë po, këta kanë komunikuar gjithçka është kërkuar që edhe ushtria shërbëtare kombëtare. Имавме една ситуација во која што буквално сите поединости беа усогласени, остануваше уште некои ситници да се расчистат. Беше предвидено да се изврши парафирањето во Охрид, а подоцна да дојде и до потпишување на договорот во Скопје. И таа вечер се случи онаа ситуација во Чаир, со полициската интервенција против групата на командант Тели, каде што беа ликвидирани неколку луѓе. Во тој момент прекинаа разговорите, не дојде до парафирање на договорот. Потоа следниот ден или преку еден ден се случи Карпалак. Подпишувањето на тој документ со освоени територии и терористи распространени на нашите планини и села ќе биде срамен договор за Република Македонија. Јас дојдов во една многу непријатна ситуација. Прво, целата опозиција веќе инсистираше на тој договор, на нив веќе не им беше важно што ќе пишува во тој договор само за да има превремени избори. Беше прашање само на време кога ќе дојде до промена на власта и се насетува висеа на конец и предвремени парламентарни избори. Се надеваме дека подпишувањето на овој договор ќе биде поздравен и оценет како едно трајно решение за излез не само од кризата, меѓутоа за изградбата и просперитетот на нашата држава. Верувам ќе успееме со овој рамковен договор да дојдеме за кратко време во оние односи што ги имавме негде пред 6 месеци. Marr përgjegjësinë para kësaj fortore që të punoj që nga pala shqiptare drejt popullit të Maqedonas që të vinë mesazhe të mira. Охридскиот договор, независно кој како и колку го сваќа, тоа е исказ на победа на Република Македонија. Од Охридскиот рамковен договор, ние ако погледнеме, значи, Македонија својата унитарност ја остапи во името на федерализацијата на Република Македонија, а она што требаше да го добие траен мир и стабилност, очевидно не го доби. Marrëveshja e Ohrit është pranuar, do thotë, si një kompromis i mundshëm që nuk i kënaq palët, por është pranuar nga ushtria shërbëtare kombëtare. Токму во периодот
на коалицирањето на СДСМ и ДУИ во периодот од 2002 до 2006 најголем дел од содржината на Охридскиот рамковен договор се преточи во уставни или законски решенја и во реална имплементација на терен. Проблемот е во тоа што ДУИ прифати да биде секаква слуга и слугинка на секој. Значи, после 2002 се виде дека нема апсолутно врска со политичка програма или платформа. Се работи за насилно уривање на власт или на тие албански легитимни представници што беа. Имате ли средби со Ахмети? Со Ахмети првата средба ја имавме после завршувањето на парламентарните избори 2002 година. Me Branko Crvenkovski jam takuar në vitin 2002 në kampin e NATO-s, ku kam biseduar për ndërtimin e koalicionit BDI-LSDM. Верувате дека имало средби Црвенковски и луѓето на Ахмети или генерално? Па дали директно меѓу Црвенковски и Ахмети не можам да кажам, меѓу луѓето на Црвенковски и луѓето на Ахмети дефинитивно таа фаза додека траеше се уште кризата и војната, дека имало и дека се подготвувала нели таа владина нова состојба. Не се крие средбата што ја имале луѓето со Муса Џафери надвор од Македонија. Прво, такви средби исто така морам да ги демонтирам. Значи, постојано се прават некакви обиди кои што никој не ги подкрепува со докази. Значи, јас можам да потврдам само дека знаев дека има средба нашиот амбасадор Нано Ружи со Муса Џафери во Брисел, но нема што да се крие се 10 години подоцна. А зошто дури во 2011 го вадите досието на Ахмети? Не е точно дека јас го извадив тоа досие. Знаете зашто? Зашто да го имав на време, че го извадив. Некои други си ги извадија тие досие. Ова е моја лична предпоставка. Мислам дека србите си ги извадија досието, затоа што престои период во кој србите си дигнаа раце од Косово. И таквите шпиони, условно речено, више не им требат. Shpifje shumë e ullë me qëllim për të denigruar leadershipin e Bashkimit Demokratik për Integrim, me qëllim për të shpifur dhe për të krijuar huti tek qytetarët, por unë mendoj që këtë çështje e kaluam në rrugë institucionale. Че го повикам и него и јавноста, само да го слушнат заедничката изјава, последниот пасус на средбата на Јанкуловска со Дачич, тоа е главната порака до Ахмети. Дека досијата ги имаме, ви ветувам, ви гарантирам дека Агенцијата за разузнавање и ДБК ги има тие досија на господата што се челници на ДУИ. E pranon edhe vetë Božidar Spasi, që i fabrikanti që e ka bërë, nuk kam patur sukses, e para ka qenë gjuha, mentaliteti dhe të pakët kanë qenë ato udhëbash shqiptar të cilat shumë mirë i ka njoftur lëvizja ilegale, lëvizja popullore e Kosovës në veçanti dhe nuk kanë mund të deportojnë tek shqiptarët. Албанската емиграција беше наголемо обработувана од страна на Сојузниот секретаријат за внатрешни работи и од Сојузната служба за државна безбедност, така да не беше тајна нити кој Али Ахмети, Гази Мострен и останатите припадници на она кои се појавија како лидери во Македонија. Sa i takon kësaj çështje, në vazhdimsi jemi diskredituar, ta quaj në thojza, nga çarqet të policisë politike të asaj kohë, të federatës së Jugosllavisë, sepse me këto çështje të çështjes shqiptare me lëvizjen studentore nuk është marrë çdo individ apo çdo funksionar në ish Jugosllavi, por është marrë policia më e lartë e shtetit, policia politike. Мислам дека владата на Република Македонија има задача и обврска тие досија да ги расчисти.
ги фативме тука како работат скришно. Не знам по чија наредба, но не ни е толку битно по чија наредба. Како политичар и како премиер нема да дозволам некои заинтересирани страни ваквите настани да ги користат во собствени политички и лични интереси. Никој од опозицијата не испрати луѓе ноќта во присуство на камери да ги рушат, да ја рушат градбата на Калето. Значи, нити пак под наша контрола или било чија контрола надвор од владеачката коалиција се наоѓаат, не знам, Паско Кузман, Бујар Османи, кој што беше на лице место и го уриваше објектот, градоначалникот на Шаер и заменик министерот за внатрешни работи Бучи. Çdo ministër, çdo deputet i Bashkimit Demokratik për Integrim që ka dalë në vendngjarje e ka obligim programor të jetë aty ku mund të ndodh ndonjë problem dhe të menaxhoj që ai problem të mos eskaloj. Значи, владени институции прават таа црква музеј на Калето, министри и представници, градоначалници од владената коалиција одат и рушат. Тоа е основниот момент. А потоа, кој ги организираш овие групи на млади деца, многу е лесно во една таква состојба да запалите и од оваа страна и од онаа страна од деца. Меѓутоа, основниот светилочник многу даде самата влада. Јас ќе поднесем оставка само тоа ако го бара Али Амети. Конечно, kam bërë krim. Mbase veprimi i ministrit ka mund vërtet të shpëtoj që të mos ndodhë edhe një viktim. Sepse çka do fitonim ne nëse situata tensionoheshte nga të tjerët për të shpëtuar kolegun e vet i cili ishte në mpranga. Да не долеваат масово огнот, туку напротив да помогнат да се смират страстите кај оние кои што ги имаат подигнато собствените страсти, особено кај оние кои што во изминатиот период беа редовни подбуснувачи. Седат во иста власт, ја носат одговорноста за таа власт, владеат со оваа земја, а замислете не успеале се договора дали ќе се гради или не објект на Калето, а потоа пред очите на целата македонска јавност и едните и другите ја играат улогата на големи патриоти. Знам дека тоа што заедно го родија таму, не сакам име сега да му става погрешно, ќе се разберам, ќе ги зема политички главите на двете структури. Бранко, ајде на избори. Време е. Предвремени парламентарни избори и треба и мора да има. Сакате ли избори? Има впечаток дека не сакате. Имате погрешен впечаток. Значи... Тоа значи да бидат изборите и побрзо, вас дали... Значи, ние се залагаме изборите да бидат најбрзо, не побрзо, најбрзо, меѓутоа тоа да бидат демократски, фер, регуларни избори. Ние ќе побараме широка меѓународна поддршка која ќе потврди легалноста и регуларноста на изборите во кои сме убедени дека ќе бидат фер и демократски. Дали вашата конструктивност како опозиција гледате со главната преокупација да се грижите за тоа дали на сметката на ајде не замрзната или одмрзната? Не, да, ние се согласуваме, ние инсистираме институциите низ една нормална правна процедура да ја констатираат одговорноста и секој да си ја заслужи, да си ја добие заслужената казна. Тоа е чиста позиција. Тоа е една работа, а сосема друга работа е што власта реши да ги блокира сметките на овие медиуми, токму за да ги елиминира од медиумската сцена, за да создаде едно медиумско едноумие. Се добива впечаток дека најбитно е да зборувате заедно и да бидете наедно. Прашањето на слободата на медиумите не е нешто странично или маргинално кое што треба да иде под себе. Да, меѓутоа што како опозиција ви е приоритет? Се ни е приоритет. На Република Македонија ќе ни бидат комплетно непотребни военните избори, дури редовните избори, ако политичките партии пред тоа не седнат
и не подпишете на декларација во која јасно ќе кажат дека пред граѓаните, дека коалицијата или владата што ќе се создаде после изборите ќе биде влада која има обврска да го затвори проблемот со неа. Ние како политичка партија ќе поддржиме било кое решение прифатливо за премиерот Груевски што нема да задира во националниот идентитет на македонскиот јазик. Кога влегуваат во некоја влада, не влегуваат за да бидат дел од таа влада со програма со него, сакаат да бидат по секоја цена на власт, а без да знаат дека сепак учествувањето на власт во власта не е само привилегија, него и одговорност. Имавте шанса барем нешто да направите и вие во владата со Никола Груевски, меѓутоа кусови траеше љубовта. Љубов држам за други места, за политика не. Ножот што го држеше господинот Ахмети зад мојот гроб или таквиот начин на нудење, безпримерно, кон господинот Груевски ми ставаше многу големи проблеми. Господинот Груевски и неговите другари исто си го дигнаа ножот. Мене ми се случи 2008 што не му се случи на никој. Мојот коалиционен партнер ми ги растуреше гласовите. Само за да ви прашам дали ќе коалицирате со Бранко Црвенковски? Nuk vendosëm për koalicion, vendosim votuesit qytetarët. Првата понуда за разговори ќе биде до онаа партија на албанците што освоила најголем број на гласови, со тоа да го добила и најголемиот дел од легитимитетот на албанското гласачко тело. Сите ми се исти. Сегашното ВМРО ДПМН е СДС од 98. И од политички аспект, и од оперативен аспект, и од врските што ги има со Србија. Што е тогаш СДС? Мислам дека ништо. Со Бранко Црвенковски ни тогаш, ни денес, ни никогаш не сакам да имам никаква допирна точка во политичкиот ангажман мој или во некаква идна коалиција. За нас прашањето дали ќе коалицираме со Груевски и дали ќе коалицираме со Социјалдемократскиот сојуз и Бранко Црвенковски во овој момент е буквално еднакво прашање. Што веќе иначе вас политичка кариера, 2001 или односите во ВМРО? Мислам дека во моментот кога изгубивме, односите во ВМРО беа релативно идеални. 2001, без сомнение 2001 година. Испаднавме наивни и после тоа си ја плаќаме таа цена. Прашање само на време, кога ќе дојде до промена на власта и се насетува висеа на конец и предвремени парламентарни избори. Во 2001 година за ниеден мој гест не се каам. Мислам дека тогаш за прв пат покажаа доблеси ВМРО ДПМН и СДСМ и покажаа дека нешто може заеднички да одработат за Република Македонија и тоа е една од најстратешките одлуки што ги има денесно веројатно нашата партија СДСМ, на друга страна и ВМРО ДПМН да прифати една таква коалиција. Две недели претходно политичарите го ставија својот подпис на рамковниот договор. Во тие 14 дена со многу проблеми се договори разоружувањето. Следена од многуте камери, паравојската на ОНА свечено маршираше за последен пат кон пунктовите за разоружување. Околу 4000 војници на НАТО го собира оружјето. Операцијата беше наречена неопходна жетва. Се мереше, броеше, се проценуваше. Она предаде само 3381 парче оружје и стотици килограми експлозив. Војската се повлече од фронтовите. Многу, но не доволно книги се напишани за 2001. Се бараше одговорот дали е војна, конфликт, судир, тероризам. Нечестата дефиниција беше конфликт.
Иако генералот Митре Арсовски напише и книга со која се обидува да го докаже спротивното, дека Македонија била нападната и имала право да се брани. Прашање е сега кој ја изгуби војната? Дали политиката или армијата? Треба човек добро да изанализира и да дискутира. Кој ја изгуби војната? Тој што ја изгубил војната треба и да одговара. Актот, самиот акт на подпишување на договорот во Охрид ни покажува кој е тој што едноставно не знаел да си употреби армијата, си одбрани државата. Повеќе немаше фронт, но оружјето не беше ниту целосно собрано, ниту замолче. 2003 година имаше 75 убиства, рекорд за Македонија. Следуваше уште една жетва, собирање на оружје, но од страна на државните институции. Тие беа поуспешни од НАТО. Беа собрани над 7.500 цевки, главно пиштоли. Насилниот криминал почна да се намалува. Но по 2001 употребата на оружјето и безбедноста стана главен инструмент за заплашување на граѓаните. Одличен инструмент за политичко убедување. И за жал ние во изминатиот период не успеавме докрај да го делегитимираме насилството како начин на политичко преговарање или на постигнување на политички цели. За кои случаи конкретни примери зборувате? Значи, сето она што се случуваше со разни групи кои што заседнуваа во определени делови од Македонија и ги повикуваа полицајците дали можат или не можат да ги уапсат. За групи кои што промовираа дека доколку не се постапи по некои политички цели, дека 2001 не е заборавена, дека се уште не се простени настаните од 2001 година и дека се уште сметките не се разрешени, дека тоа многу брзо може да се постигне. Значи, ние имавме случаи дека дури и политички лидери од собраниска говорница повикуваа на употреба на насилство или оправдуваа насилство. Поимот securitization, секуритизација е англиски, нов збор кој означува како одредено општествено поле почнува да се третира од безбедностен аспект. Нема превод на македонски, но го гледаме насекаде. Образованието и паралелките во средномедицинско, пописот и терминот, мапата на општините, културното наследство на Кале, сите овие теми одеднаш стануваа безбедносни закани. Уствари, кога ќе се направи анализа дали колку години имавме без криза од 1991 до 2011, или една или ни една. Што значи, ако тие кризи се циклични, цело време се појавуваат, зашто не се решава? И кој е објективот како би се решиле? Тие кризи, решавањето би ги имале во една многу стабилна Македонија. Затоа што се прави миксот меѓу страфот од разнебитување, кој интензивно и, дори би рекол, мајсторски се пласира и се употребува од политичките партии, и целината Македонија. Дали може да обстане или не може да обстане. И децентрализацијата стана безбедносна закана, но и можност за решение на проблемите. Ценам дека Законот за територијална поделба како закон може да е добар, но како суштина на самото име делба територии буди едни не многу пријатни чувства. Законот за децентрализација, ако се има капацитет да се реализира така како што треба, тој се уште не имплементиран, точно треба да даде можност да се намали влијанието на централната власт во државата, да даде шанса на луѓето, место да размислуваат блоковски, да размислуваат регионално, што е потребно за развојот на регионот, како тие да управуваат со своите средства, каде ќе се изградат канализација, како ќе ја платат полицијата, како ќе се ги приберат даноците. Децентрализацијата е суштината, не само донесениот закон, туку реалната имплементација, основа за соживот.
Додека во Македонија рамковниот договор и 10 години подоцна уште служи за политичка расправија, во светот се спомнува како позитивен пример за надминување на конфликти и спречување на војна. Единствено добро што направија политичарите, кои не успеа да ги решат проблемите на луѓето. Се промовираше што ли не во општеството, но не и точно што е рамковиот договор во позитивната смисла на зборот. Да се анимира и да луѓето почувствуваат дека се случило нешто што ќе им го подобри животот. Значи, имаме точно врата ситуација. Во тој дух, прво, имаме шминкање на закони, второ, имаме актуелни политичари кои тогаш беа актуелни, кои или немаат желба, или не може да ги прифатат нештата, или немаат концепт како реално да профункционира една мултиетничка, мултинационална, мултиверска заедница. Впрочем, потврден да тоа може би оној прилог Танушевци до како беше Дубровница, каде што излегуваат двајца од спортивните страни на судирот поставени и велат дека денеска ништо не им е подобро. А што е потребно за еден конфликт како во Македонија? 3 фактори од кои политиката е најважна. Дури може и да се направи мерење. А тоа е присуството на нелегитимно оружје, на нелегално оружје, потоа присуство на нелегитимни средства, односно пари, зад некои политички идеи кои што се радикални, кои што се надвор од демократските идеи и постоењето на политичка желба да се искористат овие разлики. Значи, некога се случува и да има средства и да има оружје, а тие да не бидат искористени за политички цели. Значи, во секој случај може да се одбегне искористувањето на потенцијалот во општеството за да избие вооружен или да избие некоја форма на насилство. Тука голема одговорност е, голема улога е на искористувањето на политичката идеја, дали таа ќе биде подкрепена со демократски средства за постигнување или со насилни средства за постигнување. Во 2001 година, значи, имаше поместувања, но не во делот на етнополитичката мобилизација, туку во последиците кои што ја направи интервенцијата во поранешна Југославија, во Косово и во Србија. Македонија на почетокот на ова 2011 година имаше стабилни фактори, но калето за еден миг ги разбранува. Последните месеци покажуваат, значи, дека политичките партии и лидери не го заборавиле искуството од минатото, дека етнополитичката мобилизација може да биде корисен инструмент како да се подигне тензијата и како да се подигне дел од општеството за да избијат определени проблеми на површина. Повторно безбедноста и повторно политиката станаа клучни. Заедно се надополнуваат, а различни политички партии гледаа различно, но со иста забелешка. Безбедноста која треба да ги уплаши граѓаните, а политичарите да се стигнат до целта. И сеќавањата на соговорниците на Код за 2001 се слични. Политиката успеа да ги раздвои војската од полицијата. Како се формира големата коалиција, кога дојде до смена на министрите за одбрана и внатрешни работи, таа соработка секој ден беше послаба и послаба. Што се случуваше на високо ниво, не можам да кажам. Политика и безбедност. Тоа е најпрецизната дефиниција на НАТО. Организација за која граѓаните мислат дека ќе помогне на Македонија, а политичарите ќе ги остави без нивниот основен инструмент – безбедноста и стравот. Сметам дека ние државната безбедност треба да ја подигнеме на ниво на национална сигурност, што по мене и по оние дефиниции кои јас сум имала можност да ги читам и проучувам, подразбира и опстанок и безбедност на нацијата. Ова е многу важно затоа што тогаш ќе имаме еден поинаков пристап кон севкупниот систем, дека сепак националната сигурност представува и состојба и мерки кои треба да осигурат безбедност. Безбедност и од внатре и од надвор на државата, но во исто време да обезбедат и благосостојба и просперитет на народот. Ние имаме можеби една мала илузија дека
самото членство во НАТО ќе придонесе кон решавањето на внатрешните прашања. Значи, јас го доживувам и го сваќам членството на НАТО во НАТО како едно релаксирање на јавноста во Република Македонија, по широката и политичката, дека дел од безбедносните проблеми за кои што сме загрижени ќе бидат тргнати настрана. Граничното обезбедување, стабилност внатре во границите и стварање на една јака заедница, унија, која психолошки и стварно реално би ги растеретил граѓаните од сите тие закани, од сите тие свесни и подсвесни стравови што се произведуваат. 2001 на политичарите им го покажа успешниот рецепт, како безбедноста и оружјето да го искористат за своји цели, а да представат дека сработиле за граѓаните. Иако поминаа 10 години, политичарите останаа во тоа време и со истиот прочитан рецепт сакаат да владеат. Каде беа тогаш и што правеа? А каде се сега? Едните се бореа во шума, се префрлаа од една во друга армија, но не одговорија за искасапените тела и за исчезнатите. Другите ја бранеа татковината, но и денеска никој не им вили благодарам. Беше пречекана во заседа воено-полициска структура од 8 припадници кои не само што беа убиени, поскупно беа масакрирани со чекич, односно нивните лобањи беа скршени. Тие луѓе, еден од тие беше одма во главата на СДСМ, заменик министар за внатрешни работи, а другите и до ден денеска по рамковниот договор се вработуваат во државните институции. За разлика од тоа, македонските бранители се исфрлени на улица, тоа се социјални случаи, луѓе со нерешени социјални прашања. Хисни Шакири до 27 март 2001 беше пратеник. Ние не сакаме никогаш да се врати тој момент, да се повторува, но за жал политиката и денеска прави такви грешки што секогаш се зборува дека меѓунационалните тензии и националните односи не се добри. Не, тука нема проблем меѓу македонците и албанците. Тука има проблем меѓу албанците и институциите на државата. Рафи Салити стана познат по прекарот командант Мсуеси или учителот. Ajo ka qenë me 16 mars. Dimenieshit shumë bashkëluftarë të mi kanë qenë, them diku mbi 95% kanë qenë zanës të mi, dhe ato gjithë më janë drejtu, jo në emrin tim, por më janë drejtuar ashtu siç kur i kom pa në zanës me emrin mësues dhe ajo më ngeli edhe novka gjatë dimenieshit. Го остави оружјето во родната Радуша и стана пратеник на ДУИ. Во собранието е веќе 9-та година. За код зборуваше со преведувач од албански. Абедин Зимбери беше шеф на војната полиција на ОНА во Липковско. Во 2008 како член на ДПА беше избран за пратеник, но премина во новоформираната Демокрација ЕРЕ. Талат Џафери ја почна 2001 како офицер на АРМ, потоа премина во УЧК како командант на бригада на планината Кораб. По конфликтот беше заменик министер за одбрана. Втор мандат е пратеник од ДУИ. Муса Џафери во 2001 беше политички представник на ОНА во Белгија и во Западна Европа. Последните 3 години е министер за локална самоуправа. Страшо Глигоров, заменик командант на Тигри во 2001. Веднаш после кога заврши крицата, кога дојде или мислам имаше ли промена на политичката гарнитура и бев прераспределен по помлад инспектор. Стојан Чоангелов беше командир на Тигрите во 2001. Дали за несреќа, дали за среќа имавме прилика да војуваме.
тоа што ние таму го научивме, младите генерации кои што се тргнати на работа после 2001 година, тешко и дај Боже никогаш да не го доживат и да го научат. Меѓутоа треба да биде запишано. Звонко Тренчовски, поранешен заменик командант во Тигрите. Од 2002 работам како инспектор по имотни деликти. Тоа е работно место за почетници, иако сега јас како дипломиран криминалист имам 23 години стаж, работам на почетничко работно место. Димче Кузмановски, началник на униформирана полиција во Тетово во 2001. Сега што работите, дали сте на истата позиција? За жал не. После тоа, 2006 година, јас сум пратен во Гостивар како помлад инспектор за НТА, во моментов работам како аналитичар во полициската станица во Тетово. Задоволен сте од вашата позиција или како реагирате сега по таа 2001? Како се чувствувате? Па не можам да бидам задоволен за тоа што сум деградиран. Зоран Јовановски, генерал во полицијата во 2001 и во штабот и на терен. Ја формирав гранична полиција и моето сменување е после сведочењето во ХАК за министерот Бошковски. Многу брзо после тоа бев сменет и прераспореден прво во Чаир како инспектор, популарно што кажуваат за жмигавци, па од таму ме донесува во дежурниот оперативен центар. Илија Николовски, командант на Битолски корпус до крајот на конфликтот. Пензиониран е како генерал во 2005. Двајцата генерали на полицијата и на армијата, Ристо Галевски и Панде Петровски, починаа неколку години по конфликтот. Арама покрај Петровски имаше уште двајца началници на генералштабот. На почетокот на 2001-та во конфликтот Арама ја водеше генерал Јован Андревски, а пред крајот на борбите и пред рамковниот договор, началник на генералштабот на Арама стана Методија Стамбулиски и двајцата не ја прифатија поканата за емисијата. За политичарите има секогаш две места, опозиција или власт. Во изминативе 10 години, а и денеска, се борат за моќ, пари и превласт. По завршувањето на конфликтот, она стана ДУИ, СДСМ власт, а ВМРО опозиција. По 4 години, најголемите две партии си ги сменија местата, а поранешните офицери на она се уште носат закони во собранието. Од главните актери на политичката сцена, само премиерот Груевски не прифати интервју за Кот, а двајца не се повеќе меѓу живите, Борис Трајковски и Имери Мери. Што да се превземе за да се сопре една војна? Младата Хедер Робинсон, која студирала на Американскиот универзитет Калифорнија, била одушевена од приказната како Македонија успеала да ја спречи војната за разлика од своите поранешни браќа од Југославија. И додека кај нас многу малку се пишува и се проучува за 2001-та, авантурата на Хедер по Македонија е представена и во слики и како научен дострел. Со една цел, приказната за Македонија од 2001-та да ја прикажат како успешна победа на мирот над насилството и оружјето. Само еден осуден, само еден виновник за 2001. Јохан Тарчуловски е единствениот од Македонија кој е в затвор за војни злосторства. Советот заклучува дека сте виновен според член 7.1 од статутот за следниве дела. Точка 1. Убиство. Осудени сте на единствена казна од 12 години затвор. Љубе Бошковски доби ослободителна присуда. По 4 години минати в притвор, се врати од Шевенинген. Тарчуловски Хашкиот суд го осуди за убиство на цивили во селото Љуботен. Тој имал командна одговорност. Семејствата на убиените кога ја слушнаа пресудата не беа задоволни од казната. Оти нивните синови не се враќаат. Се суди едниот само. Ама и тој бил учесник. Љубе Бошковски бил учесник. Тој бил министер за внатрешни работи. Можел да го спречи, он кога дошол овде и njega можел да го спречи.
Останатите 4 хашки случаи се заглавени меѓу судството и политиката. Судот во Хаг ги врати во Македонија, но наместо правда, досиеата пожолтеа во обвинителството. Ни правда, ни осудени, ни гробови. Семејствата на 18 киднапирани цивили 10 години живеат во агонија. 12 македонци и 6 албанци во војната 2001 беа киднапирани и никогаш не се вратија. Помина една деценија. Надеж нема дека се живи, но ги мачи вистината. Дали може некој да издржи како нас ми што издржуваме? Се работа за луѓе, не за стока. Не една година, не еден месец. 10 години со прашајне. Без луѓе, осакатени смо више. Да ти нема нешто животинче, потешко е, а камоли човек. Duhet ta dim ata. Neve mendojmë të jetë inshallah mirë, po gjithsesi duhet ta dim të vërtetën tash. Edhe kështu soi nuk jetohet pa me ditur asgjë. Para mendoje një ditë mos e kesh të familjes, e do thuhesh shubo, po 10 vjet nuk është as 10 ditë as 10 muaj, është 10 vjet janë ata. Осомничени се десетина поранешни лидери на ОНА, сега членови на ДУИ, вклучувајќи го и Ахмети, се товарат за командна одговорност за воени злосторства. Тие се осомничени за масакрот на војници и полицајци во близината на Вејце и за убиството на вработените чувари во хотелот Бриони, кои беа врзани за столбови и кренати во воздух. Скоро еден месец цело Куманово остана без вода. Војниците на ОНА го затворија вентилот во Липково. 100.000 жители среде лето од цистерни полнеа вода. И овој случај е злосторство против човештвото. Петмина работници 12 часа беа мачени, тепани, сечени со ножеви. За овој случај обвинети се 22 лица, меѓу нив и пратеникот Хисен Джемели. Прво обвинет е Шкодран Идризи, кој по 7 години во 2010 беше екстрадиран од Германија. Времето поминува, од врежаните иницијали на телата на мачените работници останаа само лузни, но наместо да се заборави, 2001 за овие луѓе се уште е кошмар. Најстариот меѓу нив, работникот од Велес, почина и не дочека да види дали ќе бидат казнети оние кои што се изживуваа врз него без никаква причина. Останатите четворица кумановци не сакаат да зборуваат во код, и од страв, и од ревот. Сите се невработени, без никаква помош од државата. Имаат само 30 години, а веќе немаат верба во ништо. Така живеат жртвите на злосторствата. По 2001 животот на многу луѓе им се смени за секогаш. Хашките случаи се во истражна постапка во обвинителството. Веќе 3 години. Суди и обвинители беа испратени на обука во Сараево. Се направи специјална судница за хашките случаи и посебно оделение за притворениците во истражниот затвор Шутка. Досега е осуден само еден човек, припадник на ОНА. Во 2003 Ибраим Сулејмани доби 15 години затвор, но него не го опфати законот за амнистија. Беше осуден пред да се донесе. Тој е единствениот кој одговарал за злосторствата на ОНА. Токму на овој закон се повикуваат тогашните војници на ОНА, а сегашни политичари во власта од ДУИ. Бараат амнестија и во хашките случаи, но за нив наместо правдата ќе одлучува политиката, а жртвите се жртви и на војната и на политичарите. Последниот прилог на Код е порака. Никогаш да не се повтори. Не би ги коментирала зборовите на едно албанско и едно македонско семејство. Десет години, тага, болка, прашања, зошто им губија синот, само обвинување, зошто тој ден таткото Велко дозволил синот Ванчо да игра кошарка. Многу прашања, одговори нема.
Ова е куќата на семејството Јосифовски од Тетово, кои пред 10 години го изгубија синот и братот, пред вратата на семејната куќа. На влезот ве пречекува погледот на Ванчо, впишани 18 години. Толку траеше неговиот живот, згасна во конфликтната 2001. 19 октомври 2001, само еден ден по убиството на дете од албанска националност во Тетовско, Велко знаел дека освета ќе има, но не ни помислил дека жртвата ќе биде токму Ванчо. Ќе се убие невин човек, кој во животот се родил случајно како македонец и живеел во Тетово кога се пукаше. 19 октомври, Јосифовски го преживуваат секој ден. Тешко ви е ден денес како ќе изгледате? Како не? Како не, ностоп со тоа, со тоа. Легнувам и станувам. Излези на врата ќе одиш таму и одма сликата ми се враќа, зашто првите 5 секунди рука ми беше детето ми почина. Крвав без целиот. Шо ја бев дома, кој испука, одма истршав надвор. Можете да замислите сега за колку време се стигне таму по шорап. Се броеа годините, прва годишнина, втора, скоро 10-та. Освен роднините, ретко кој од политичарите доаѓаше да им изрази сочувство. Право ми да очиме натам и не сум стукната кај Место. На гроб идем, а до Место, еве сега денеска прв ден од годинава, идем со цвеќе кај Ванчо. Како осомничен беше посечен Бурхамедин Нухиил. По 5 години се случи и тоа. Во судницата седна осудени од родителите, убиени од тага, само со очите, го прашуваа зошто пукаше во невини деца, што бил виновен нивниот Ванчо. На 3 јули 2007 година судот донесе одлука за Нухиил, виновен за убиство. Доказите покажале дека тој пукал на игралиштето и го убил Ванчо Јосифовски. Ја никогаш нема да бидем више задоволна. Девек Ванчо више не е покрај нас, више 5 години. Судот, законот нека се задоволи. Ја не можем никога да се задоволим, ама ако има правда, важно излезе на видео. Тоа беше чисто одмазда. Предходниот ден што имаше убиство и да се одмаздат. Било на кого, само дете да биде. Затоа што ние тука со никого не сме се ни закарале, нити сме се замериле со некој. Немало потреба да пука. И всушност тоа пукале на деца кои играле кошарка, не знаеле кој ќе погодат. Само да направат беле, ништо друго. Нухиил е во затвор, Ванчо го нема. Најтешко име на родителите и неговата сестра. Сите го заборавиле, но прашуваат како можеше никој да не му даде почит на Ванчо, ни едно училиште или улица да не се крсти по него. До ден денес никој ништо не превзеде. А зошто не знам. Дали не сакаа да се спомиња случајот и името, не знам. Валбона имаше 7 години, 2 месеци и 5 дена кога криејќи се во подрумот во куќата ја погоди граната. Една недела. Умре по една недела. Ја однесовме во Кумановската болница каде не можеа да ја помогнат. Потоа оттаму ја однесоа во Скопската болница. Таму почина. Исповед на мајка албанка која има истата болка како фамилијата Јосифовски. Пред камера не сакаше да раскаже за загубата на чедото. Ова се дел од извадоците од книгата Женската страна на војната. Фамилијата Зимбери од Кумановско Слупчане изгуби 10 членови. За 24 мај 2001 година зборуваше само пратеникот Абедин Зимбери. На другите членови од семејството им било смачено од изјави. Зимбери беше дел од штабот на ОНА. Не можам да ја опишам со зборови, уште кога се приближив близко до куќата, откако се симнавме од една кола што отидовме, слушавме гласови на вриштање на деца, пискање, плачење и трчевме и да ги земеме барем да спасиме дел од оние што беа ранети. Од таа граната што паднала внатре во подрумот, во место погина 7 члени од фамилијата
оние што беа ранети успеавме, иако имаше цел ден јако гранатирање, успеавме да ги однесеме во болница во Липково, кај што таму им се укажуваше првата помош на сите оние ранети. А бидејќи Валбона беше превише ранета, им подлегне на раните, не успеа докторите да им помогнат. Високо над Слупчане се погребани на едно место сите што починаа во конфликтот. Тука се погребани војници на ОНА и цивили. Најомилената внука на Зимбери, малата Валбона, е погребана во првиот ред. Во редовите со кафен мермер погребани се војниците на ОНА. Во сивите почиваат цивилите, најмногу деца. Дали би земала еден ден повторно пушка? Видите што, јас не случајно се вклучи во политика, да давам све од себе за да спречам да дојдат до тие војни. Доколку дојдат до војни, јас не можам да избегам од таа војна. Не дај Боже да дојде и ќе се борам до крај да не дојдат до тие војни. Но ако нема кај да бегам, ако дојде таа војна, јас морам да се приклучам затоа што имам крв позади мене, што таа крв ме влече за да морам да бидам спасител на мојот народ. По една деценија, родителите се прашуваат зошто се случи ужасот и двете страни, и македонците и албанците изгубија многу. Мртвите нема да се вратат, но дали ваквите исповеди ќе спречат да се случи ново крвопроливање, кога соседите со кои се почитувале заради нечија политика се убивале.